Добар ден, драги ученици! Ова е видео лекција за учениците од 4-то одделение, предмет музичко образование. Денес ќе учиме за народно творештво. Очекувани резултати се да се запознае со поимот народно творештво, да ги именува елементите на народното творештво, да создаде позитивен став за негување на народното творештво. Во моментот кога ќе ви кажам да направите нешто или пак да одговорите на некое прашање, стопирајте во видеото, а откако ќе завршите задачата, продолжете со гледање на видео лекцијата. Потребен материјал: прибор за пишување, листови или тетрадка. Што е народно творештво? Сето она што го создал народот и што представува негово традиционално обележје се вика народно творештво. Луѓето твореле за да ги искажат своите потреби, верувања и желби. Кои се елементите на народното творештво? Елементите на народното творештво се литературно народно творештво, во кои спаѓаат брзозборки, гатанки и поговорки, музичко народно творештво, во кои спаѓаат народни песни, ора, ракотворби, носи и везови, различни занаети, грнчарство и филигранство. Литературно народно творештво. По предметот македонски јазик учевме за гатанки. Да повториме што се гатанки. Гатанки се куси творби кои потекнуваат на размислување. Запиши ги и погоди ги следниве гатанки. Бел чаршав цела земја покрил. Што мислите? Што е тоа? Бел чаршав цела земја покрил. Погледнете ја фотографијата. Тоа е снег. А следнава гатанка: ум дава, а не зборува. Што е прикажано на фотографијата? Книга. Дали ќе погодите што е тоа? Сама баба куќа носи. Тоа е желка. Под литературно народно творештво спаѓаат и брзозборките. Брзозборки се зборови кои се изговараат брзо, при изговорот се прават грешки и создаваат весело расположение. Пример: Петко плете плет, Петкоица меси леп, пушти Петре плет, за да јадеш леп. Кажете ја брзозборката најбрзо што можете. Поговорките се дел од литературното народно творештво. Во народните македонски приказни многу често се споменуваат различни поговорки. Поговорките искажуваат мудрост. Составени се од два дела. Во едниот дел е искажана некаква критика, а во другиот дел е пораката. Пример: јазикот прави и добро, јазикот прави и лошо. Во кој дел од поговорката е искажана критика, а во кој порака? Во првиот дел е искажана порака, а во вториот критика. Еве и други поговорки. Умниот е јунак, а не силниот. Ако го почитуваш другиот, за себе не грижи се. Ако не почнеш, нема ниту да завршиш. Музичко народно творештво. Народни песни. Во нашата држава постојат голем број народни песни и игри кои го одразуваат животот, работата и обичаите на луѓето кои живеат во неа. Народните песни се дел од народното музичко творештво. Преку песните народот ги опеал среќните, весели, хумористични, тажни и тешки моменти од својот живот. Така настанале песни со различни содржини. Основни карактеристики на песните се мелодија, ритам, содржина.
Народните песни ги носат карактеристиките на крајот од каде што потекнуваат и на етничката заедница што припаѓаат. Постојат многу македонски изведувачи на народни изворни песни. Активност. Побарај со член на твоето семејство текстови од изворни народни песни. Народни инструменти. Народните инструменти се дел од народното музичко творештво. Луѓето во различните културни заедници сами изработувале и користеле различни инструменти. Тие се дел од нивното културно наследство. Инструментите се користат за свирење и како придружба кога се пеат песни или играат ора. Дали можете да ги препознаете следниве народни инструменти? Што мислите? Кој е овој народен музички инструмент? Тоа е гајда. А следниве? Зурла, тапан, кавал, дајре, тарабука, шупелка и други. Ракотворбите се елементи на народното творештво. Во него спаѓаат носи и везови. Има луѓе кои што се занимаваат со рачна изработка на народни носи и везови. Народните носи се разликуваат по шарите, боите и мотивите кои се автентични од регион до регион. Везот представува карактеристичен традиционален украс кои што ги везат на традиционалните носи, кошули, капи. Везовите се разликуваат од регион до регион. Погледнете ја оваа носија. Во македонските народни приказни луѓето носат народни носи и везови. Различни занаети, грнчарство и филигранство. Занаетите спаѓаат во народното творештво. Например, грнчарството и филигранството. Грнчарството е занает од вековната македонска традиција. Грнчарите изработуваат садови од глина. Погледнете оваа фотографија. Филигранство. Филигранството е техника на плетење многу тенка жица. Погледнете ја оваа фотографија. Да повториме. Што е народно творештво? Кои се неговите елементи? Наброј неколку народни музички инструменти и со што се украсуваат народните носи. Првото прашање, што е народно творештво? Народно творештво е сето она што го создал народот и што представува негово традиционално обележје. Второ прашање, кои се неговите елементи? Елементите на народното творештво се литературно народно творештво, брзозборки, гатанки и поговорки, музичко народно творештво, народни песни, ора, ракотворби, носи и везови, различни занаети, грнчарство и филигранство. Трето прашање, наброј неколку народни музички инструменти. Гајда, тарабука, тапан, дајре, кавал и други. Четврто прашање, со што се украсуваат народните носи? Народните носи се украсуваат со везови. Ученици, направете ја и оваа активност. Изработка на книга. Каде што ќе залепите, нацртате и напишете народни умотворби, народни песни, народни инструменти, народни ракотворби, народни занаети. На следниве линкови може да најдете се што ви е потребно. Потребен материјал: листови, дрвени боечки, лепак, компјутер. Додека ја изработувате книгата, на следниот линк слушајте изборни македонски народни песни. Ви благодарам, довидување.